Dhuna nga bashkëmoshatarët po shfaqet gjithnjë e më shumë në forma të ndryshme, bëjnë të ditur nga ambasada e parë e fëmijëve në botë me Megjashi. Prindërit duhet të edukohen sepse fëmijët e pasqyrojnë atë që e shohin tek ata, thot Katarina Zlatanovska-Popova, teksa thekson rëndësinë e edukimit të hershëm të fëmijëve. Ние како родители треба да почнеме да се менуваме, треба да почнеме да се едуцираме, треба да почнеме да ги прифаќаме потребите и промените кои се случуваат севкупно во општеството и при тоа да влијаеме на тоа да од најрана возраст ги едуцираме нашите деца, како треба да се однесуваат, да сватат дека се дел од една заедница, дека не се индивидуалци, дека не се најдобри на целиот свет, дека може да дадат поддршка наместо да бидат надпреварувачки. Nxënësja Veronika Petrova tregoi se dhuna mes së bashkëmoshatarëve ndodh për shkak humorit të zi. Самото меѓуврсничко насилство сметам дека поттикнува од еден нов смисол за хумор, значи тој црн хумор што е многу познат помеѓу нашите денешни генерации, сметам дека од таму потекнува самото врсничко насилство и дека тоа е еден почеток кој што дури би рекла дека нема крај. Për këtë fenomen, Megjashi promovoi udhëzuesin për parandalimin dhe trajtimin e dhunës në shkolla. Kryetari i kësaj ambasade, Dragi Zmianac, tha se nuk mjafton që shkollat dhe prindërit vetëm të njoftohen me dhunën, por edhe të reagojnë. Ако учениците не се чувствуваат безбедно во училиштето и немаат кому да се доверат за се тоа што се случува, не го препознаваат насилството и не реагираат на истото, тоа ќе се повторува и ќе имаме се повеќе жртви на деца жртви на насилство. Така да овој водич е една добра алатка, ја препорачувам и до Бирото за развој на образование и до МОН, Министерството за образование и наука, да го постави за да можат и наставниците и стручните служби и класните раководители и родителските совети и детските парламенти да им биде навистина од полза за да можат не само да го препознават, да реагираат. Svetlana Asprovska-Todorović, psikologe në shkollën Georgi Dimitrov, theksoi se shërbimi profesional në shkollë duhet të veprojë si ndërmjetës në mes mësuesve, prindërve dhe nxënësve.